18 часот и 25 минути. Почитувани слушатели, вие, како што знаете, секојаш во сабота од 18 до 20 сте со македонски корени, а со вас другаруваме јас Јон Треновски и Пети Треновска. Телефонскиот број е непроменет 9744-0881, позивен за Сиднеј 02, а СМС пораки од било каде во светот можете да испраќате на 04 00 958 776. И како што и ви најавивме, денес наш, но и ваш гостин ќе не биде господинот Љупчо Ристовски, универзитетски професор, доктор по политички науки, политички аналитичар и основач, односно лидер на новата политичка партија Интегра, македонска конзервативна партија која деновиве треба и официјално да биде регистрирана. Господине Ристовски, добро ви утро и ви благодариме на прифатената покана за денешно ваше гостување на македонски корени. Добро ви утро и добар ден, поздрав до сите ваши слушатели во Австралија. Пред да продолжиме, дозволете од наше име, но и од името на нашите слушатели, без разлика каде и да се во овие моменти, да ви посакаме успех во остварување на зацртаните планови кои ги имате предвидено во програмата на вашата партија Интегра. Во Македонија во минатото, но и сега, има голем број на регистрирани политички партии кои се активни, но има и такви кои после одреден период, соочени со реалноста дека и гласачкото тело во Македонија е многу мало, не успеа да се пробијат и ги снема, односно дел од нив исчезна, а дел пак се приклучија кон двете поголеми партии СДСМ и ВМРО-ДПМН. Што е тоа што вас ве поттикна да формирате политичка партија, на кои постулати ќе ги или пак веќе ги поставивте темелите на партијата, зашто ќе се залага вашата партија и дали ќе сте поблиску до левицата или пак до десницата? Во политичката сцена во Република Македонија премногу долго е црно-бело обоена и оттука таа црно-бела ситуација појави едно сивило во кое што не можеше да се пробија. Тоа беше еден густ вакуум и едно од сегашните помали политички партии во Македонија. Но изминативе 27 години и едната и другата партија не успеа да допрат до срцата на македонскиот народ, не успеа да обезбедат македонско национално единство, не успеа да го сплотат народот. Напротив, постојано едната и другата континуирано работеа на целби на нацијата. Знаете, ние со независноста 91 година, како македонци, помисливме дека завршивме се, готова е работата. Но непријателите се обидоа да влезат натре, да го подријат системот од натре. Значи, тие цело време работеле овие 27 години да направат покнатини и во тие покнатини да внесуваат малку по малку динамит, за да може во даден момент да го разнесат македонското национално тило. Ние, може би, малку наивно, малку со преголемо доверие, се отворивме повеќе према сите останати и према соседите и према надзор. И оттука македонската нација го живее, може би, во овие изминати месеци, може би години, еден од најтешките периоди после 2001 година. Знаете, да имате собствена држава, која што е сон на генерации македонци кои што ги дале своите животи за слободна, самостојна и независна Македонија. Сон кој што е вековен и е национален, порив за национална слобода, самостојност и независност генерации наназад. Ние дозволивме тој сон да биде прекинат, да речеме, од премногу, јас ги нарекувам политички мршојади или хиени, како сакате, од екстремите внатре дома и од екстремите од соседството. И од тука двете политички партии, Социјалдемократскиот сојуз и ВМРО-ДПМН, не успеа овие 27 години да понудат известна перспектива на државата и на нацијата, не успеа да го донесат стандардот на македонскиот вреден работник човек, кој што секаде низ светот успева, само дома не може да успее, че не успеа да го изнесат во зоната на просперитетот. И од тука, ако направите една обична анализа каде се наоѓа Македонија во дадениот период, тогаш секој добронамерен, искрен и честен македонец по кого ревнува крвниот запис од генерациите претходно, ќе се замисли и ќе рече, чекајте, кој е мојот придонес да јас нешто направам за светковината, да направам нешто за својот народ, за својата држава, да ги промениме работите со даровите кои што Господ нормално ни ги дал.
И од тука јас решив да напуштам. Јас 15 години бев во раководниот дел на државната администрација во владата на Република Македонија, значи државен советник за анализа на политика и координација, што е една институционална меморија од 15 години, непартиски, значи професионален административен ангажман со влади од различна провениенција. Решив спогодбено да го прекинам работниот однос и излегов со Институтот за вредностни доглед со политика на јавната сцена со искрена желба да наметнам поинаков искуп во политиката, значи да го внесам вредностниот момент, вредностните принципи, да градиме нови поинаки вредности, етички стандарди, морално-етички стандарди, доблесноста да излезе на површина во политиката, интегритетот, тоа што го вие мислите и да го говорите, тоа што го мислите и говорите и да го чините во политиката, за да го вратиме доверието во политиката во Македонија. И премногу долго ние го присвоивме всушност најлошиот дел од Макијавели по имењето на политика и јас често пати велам дека Интегра Македонска конзервативна партија е исклучиво насочена против Макијавели политиките, политика на приграбување, што повеќе мој власт, интереси само за себе и за своите најблиски, не водејќи сметка при тоа за нацијата. И од тука јас знае дека овие неколку години наназад активноста на политичката сцена, сите тие колумни интервјуа, сите тие јавни дебати и новиот политички дискурс во Македонија кој што се обидов да го наметнам ќе заврши со формирање на нов политички субјект. Јас правев обиди со Проден фронтот за демократска Македонија да направиме едно движење кое што ќе биде прогресивно, кое ќе биде демократско, кое што во дадениот момент нормално си остори својата функција да биде на фронтот во битката против режимскиот начин на владење во Македонија. Интегра Македонска конзервативна партија е во најава, тоа значи ние ја објавивме базичната програмска рамка, станува збор за конзервативна предностна либертаријанска идеологија, малку ви звучи професорски ова, но ќе ви го доближам, знаете, либертаријанизмот е нешто ново на овие простори, не само во Македонија, туку и во регионот пошироко. Либертаријанизмот во суштина е Божиот модел на слобода, односно луѓето да имат максимално исполнена својата слободна волја во својот живот, но до границата која што ние во науката ја нарекуваме парадокс или морална грешка, парадокс на политичка толеранција или морална грешка, значи дека мојата слобода оди дотаму додека не ја загрози вашата слобода. Тој момент кога веќе ја загрозува слободата на другиот до мене, јас веќе треба да го активирам алармот на совеста и оние морални скрупули кои што секој човек ги има иманентно во своето срце и мора да реагира и да се допре себе си со еден вид на саморегулација. Оттука ако вие целите со вашата политичка платформа индивидуата, поединеца да го издигнете највисоко на општественото скалило, на пиедесталот или на таа општествена скала, тоа подразбира дека цело системот мора да функцира во име и за сметка на таа индивидуа. Знаете, колективитетите не покажаа успех во историски контекст и политичката емпирија говори дека се што било колективно, дали се тоа класи, работничка класа или било каква класа, класите како колективитети не успеа да покажат виталност и да ги издржат премрежјата на времето и периодот кај што доаѓа. Индивидуата од секогаш била витална и таа е таа која што го носи прогресот во западните просперитетни нации, каде што е примордијално нашата ориентација, затоа што нели срцето на нацијата е таму каде што им се децата, каде што е нашата диаспора, каде што е оној нераскрилив дел од нашето македонско национално тkiво. Ние нормално е да гледаме таму каде што нашите се иселуваат со генерации наназад, може би децении. Значи, идејата е ова идеологија да изнесеме во политичка идеологија, да стане вредностен модел на уредување во општеството. Значи, ако вие индивидуата ја ставате во центарот, тогаш автоматски од центарот мора да изместите државата и нејзината максималистичка позиција, јаремот од државата, значи она пренагласено мешање на државата во бизнисите, во животите на луѓето и така натаму. Знаете дека во тој случај државата мора да стане минималистичка, значи мора да направиме мини држава што подразбира рационален државен апарат кој што сега го подјадува сериозно бруто домашниот производ и не може да направи еден процес кој што ќе биде всушност замаес на економскиот прогрес во Македонија. Од тука
државата треба да вместиме во една така наречена stealth mode zone. Вие добро разбирате што значи тоа во воената технологија. Stealth технологијата е една од најмоćните, односно најмоćното оружје во суштина, тоа што е невидливо за радарите. Државата мора да стане невидлива за животите на луѓето. Вие тоа добро го знаете во Австралија и другите во западните цивилизирани нации исто така добро го знаат. Државата мора да е неприметлива, таа мора да се тргне од животите на луѓето и треба да биде само еден вид на backbone, потпора на животот на луѓето, таа да ги подкрепува од натре, таа да им биде од помош, да им биде еден вид слуга на народот. Тоа е во суштина и оној Божји модел кој што ние го знаеме. Знаете, во досегашниот период социјалдемократскиот сојуз, кога не прашуваат луѓето која е разликата помеѓу едната и другата партија во Македонија, социјалдемократскиот сојуз во овие 15 години владење во Македонија секогаш очите им беа вперени во џебовите на граѓаните. Значи нивните раце беа прцнати во џебовите на граѓаните. Тие не знаат поинаку да владеат освен преку даноците. Значи тие даноците ги гледаат како алатка на владење затоа што се безидејни и немаат визија како може да го направат тој економски циклус за мајето, да го покренат за еден економски прогрес и развој во државата и во Македонија. Знаете дека ако вие не делувате на оној клучен фактор на економски развој или она клучна компонента или елемент на просперитет која што е, нели, Human Development Index, го викаме ние, или индекс на човековиот развој, индекс на просперитет на програмата за развој на Обединетите нации, тоа е материјалното богатство или бруто домашниот производ како основна компонента, покрај нормално, нели, здравјето, односно здравството и образованието, односно писменоста на населението до 15 годишна возраст. Тоа се трите компоненти на просперитет. Вие ако имате образована нација, таа ќе промислува, таа ќе работи, ќе влече. Ние имаме образовани македонци и во минатото нашиот образовен систем даваше квалитетен кадар и тој кадрски потенцијал нормално е видлив секаде каде што вие ќе добиете услови и систем каде можете да го исполните најдоброто од себе си, тиот потенцијал да го изнесете на површина, таму и ќе успевате во западните просперитетни нации. Од тука тоа е патот си во политиката да ние го преземеме тој модел на уредување на општеството, нормално иновиран и нормално акомодиран на македонските услови, затоа што и ние имаме авторство на додадена вредност која што можеме да внесеме во системот и да направиме еден квалитетен вредностен модел на општествено уредување во кој што луѓето ќе го излесат сиот свој потенцијал на површина, државата ќе им биде потпора, ќе им биде подадена рака, ќе ги отвара вратите и така натаму, луѓето предно и посветено ќе работат за да дојдат до точката кога ќе речат да, задоволни се на постигнатото во својот живот. Тоа е оној систем кој што сам по себе автохтон или по дефолт ќе произведува среќни и задоволни граѓани во Македонија. Знаете, тоа е нашата визија и за таа политичка визија јас напишав и книга, сега објавив 2 изданија, околу 750 страни свеж материјал од областта на политичките науки, е политичката визија, вредностен модел на политички поредок, а од областта на христијанската теологија е демистификација на догмата, која што е пак вториот сет на вредности кои што ние ќе мораме да го абсолвираме, ќе мора да правиме еден процес, да влеземе во еден процес на промена на мајндсетот на нацијата, на луѓето, дека секој мора да ги запсука рацете, а не да чека Брисел да му даде, или Америка да му даде, или некој друг да му даде. Значи, знаете, и досега Америка има некаде околу 1.200-300 милиони долари внесено во изминативите 28 години во Македонија. Европската унија има околу 1 милиарда внесено во Македонија и замислите со тие 2,5 милиарди нацијата не успеа. Тоа се додадени средства од надвор бризгани во општеството, во државата и во системот. Оттука ви кажува колку државата била порозна до овој момент. И не само по тој однос порозна. Ние сме порозни и по еден друг момент, да речеме околу 700 милиони евра од фондовите на Европската унија, сега фондовите, нели, ИПА фондови и особено оној фонд за рурален развој ИПАР. Значи, некаде минатата година изгубивме околу 100 милиони кои што ни беа достапни и доколку беше општеството професионално и рационално организирано и посветено во име и за сметка на индивидуата, тие ќе беа употребени и врискани во системот за да постигнат, нели, мали и средни предпријатија или одредени инфраструктурни проекти во државата. Но државата, системот беше порозен и едноставно владата не успеа, нема битолност да ги потроши тие 700 милиона евра и тие нормално ги вратиме. Тие беа средства кои што од години во години неискористени се прелеваат за наредната година, во наредните буџетски циклуси, но во даден момент, нели, завршува
фискалната или финансиската трудност не година, него финансискиот период до Брисел, кој што е обично 5 или 7 години, и вие ќе мора да ги вратите назад во буџетот на Европска унија тие средства доколку нели квалитетно не ги искористите. Тоа е втората поразност на системот, а третата поразност на системот е она што науката го има утврдено или една меѓународна доверлива истражувачка институција Global Financial Integrity. Вие ако следите, таа има една изворедна научна методологија во која што користи само официјални податоци од платните сметки на државите, односно ги зема податоците од буџетот, кои што се јавно објавени во службениот весник на Република Македонија, ги зема нормално буџетите од општините во службените гласници, ги зема нормално извештаите на Државниот завод за статистика и нормално на Царинската управа, и во еден софтверски економетриски модел таа ги мрежува сите тие податоци и софтверот вади на површина дека ако во Македонија вие создавате производ X, нормално тој го трошите и треба некаде да ја евидентира во платните сметки и во официјалните сметки на државата, а вие вадите трошок Y минус 500 милиони долари годишно. Што е фасцинантна бројка. Знаете, вие во едно домаќинство, ако заработувате, например, не знам, X хиляди долари месечно, тоа е вкупниот нето приход кој што ви влегува во семејството, а излегува од семејството X минус, не знам, одредена сума илјади долари, и ќе видите очигледно дека некоја разлика испарила, некаде ја нема, и нормално ќе се прашате со сопругот или со децата заедно, ќе седнете и ќе речете чекате каде ми се одливаат овие средства од разликата. И нормално треба да знаете, некој некаде треба да каже каде се тие отидени средства. Исто и во државата. Ние не знаеме 10 години наназад, ако сакате овој процес трае повеќе од 15 години, не знаеме каде ни се некаде околу во просек половина милиарда долари годишно од официјалните сметки. Ако ново додадете сивата економија и нелегалните гранични премини за одредени партии кој како дојде на власт, каде што нели нормално данокот и царината се тргаат на страна и потоа се прави нелојална конкуренција на бизнисот во Македонија, тогаш можете да замислите колку се одлеани средства од Македонија, колку била богата нашата татковина и колку ние сме придонеле, односно владите досега на ВМРО, ДПМН и на СДСМ придонеле државата да биде сиромашна, односно ако во обратен економетриски софтверски модел ја врежеме истата таа ситуација што недостасува во овие 27 години, ако тие средства биле бризгани во економијата, просечната плата во Македонија, или ако сакате стандардот на граѓаните во Македонија мерен преку бруто домашниот производ по глава на жито, сега ќе беше некаде 2,5 пати поголем од тој почетни до 1991 година, ќе бевме на ниво некаде од околу 1250 до 1500 евра. Зборувам по глава на жител. Тоа ќе беше на повисоко ниво од кој што е Словенија. Тоа кажува колку е богата Македонија и колку е потенцијалот внатрешен да се изнедри од државата. Но ни треба систем, нормално систем кој што ќе раскрсти се досега, систем кој што ќе работи на скултување на нацијата. Ние го велиме по така наречениот Jewish Agency модел. Тоа е еден извореден модел каде што, да речеме, сите успешни евреи надвор од светот заедно се здружуваат по континенти и формираат посебни фондации кои што тие ги управуваат. Нормално угледните и успешни бизнисмени ги вложуваат своите средства во такви фондации и нормално тие ги управуваат средствата во тие фондации. Истите тие фондации купуваат приватни финансиски и инвестициски фондови во Израел. За волја на вистината, ние веќе имаме и такви приватни инвестициски фондови во Македонија, ако влечете паралела. И тогаш тие приватни инвестициски фондови во Израел се користат нормално за најновите научно-технолошки достигнувања за производи кои што се перспективни на светскиот пазар, кои што ќе донесат додадена вредност во израелското општество и кои што ќе постигнат нови мали и средни предпријатија од секаде во просперитетните западни нации. Малите и средни предпријатија се онаа потпора или бекбон на економскиот систем во државата, покрај нормално нели оние кучни брендови во светски рамки. И така тие сплотени заедно единствени ги управуваат тие приватни инвестициски фондови, нормално купуваат се што е квалитетно низ светот, секоја фирма која што е потенцијал и така натаму. Значи, ние ако го следиме тој ист модел, јас тоа го разговори со диаспората и со наши угледни македонци надвор разговарам, ние мора да се учиме, нели, мудрите се учат на грешките на другите, паметните се учат на своите грешки, мудрите на туѓите грешки. Но ние треба да бидеме уште помудри да се учиме на туѓите успеси.
Знаете, евреите успеале тие на територија која што е 20% помала од територијата на Македонија, каде што готово и да немате вода, а беше паралела во Македонија имаме околу 4000 природни извори на вода, каде што се наоѓа вториот најголем базен на подземни води во Европа, после Виенскиот, тоа е Солунска глава. И ако Европа проценила дека подрачјето околу Охридското езеро, односно испод Галичица, може 30 години да снабдува цела Европа, доколку таа нема капка вода, тоа подрачје 30 години може да снабдува издашно со вода цела Европа. Може да замислите колку е богата Македонија. И ние сега тој потенцијал го оставаме така и да задолжуваме нели во Светска банка, во Меѓународниот монетарен фонд, наместо да анимираме се што е потенцијал на нацијата надвор и дома, да едноставно го примениме оној модел кој што евреите го применуваат и со кој модел ќе дојдат до 280 милиарди долари бруто домашен производ, годишен бруто домашен производ, од кој што сметате дека 1/4 или 25% е отприлика по економската теорија буџетот, тоа е околу 70 на милиони долари има буџет. Нација која што пред само 70 години, значи, се формираше со околу 600.000 народ, услови на војна и отворена војна од арапскиот свет и соседите, екзистира тие 70 години, таа нарасна на 5 милиони. Значи, сега во Израел живеат 5 милиона евреи, нормално тука имаме и пратени од надвор доселени, и тие 5 милиони се просечна ставка на природен раст од околу 3,9%. Но нема абортус во еврејското општество. Знаете, дека тие се побожни, дека е тоа општество на верни индивидуи, дека тоа е вредностен модел на општество. И тие успеале едноставно да се наметнат до светски рамки, да обстојуваат, нели, по принципот на Counter-Vail Alliance, имаат Америка за партнер, и по тој принцип, значи, тие зеле партнер кој ще помоќен од нивните непријатели во арапскиот свет и така натаму. Од тука ние можеме да ги влечеме патоказите и тоа е во суштина политичката платформа на Интегра, Македонска конзервативна партија, да развиеме партнерски однос со се што е успешно македонската нација надвор, кое што, да речеме, го повикува крвниот запис. Знаете, кога Каин и Авел се судрија во Библијата, Господ рече крвта на Авела не вика. Значи, знаете дека крвниот запис од нашите предци упатува крик до денешните генерации, до сите македонци кои што го носат тој крвен запис кој што се македонци по крв, род и по самосвет. Едноставно тој крик е упатен и до нас денес. Ако е упатен до Господа крикот на крвта на Авела, тогаш можете да замислите колкав е крикот на нашите предци, на нивниот крвен запис до генерациите денес, да се освестиме што правиме, да ставиме прст на чело, да се мобилизираме и да повлечеме една линија и да направиме престап. Ние тоа во нашата платформа го нарекуваме метаноја. Нели, во Библијата метаноја е стартување, промена на умот преку покаяние и промена на карактерот, на природата на животот на индивидуата, на самата индивидуа, на личноста на индивидуата. Нормално на државно ниво ние тоа мора да го направиме и секаде каде што има македонец на планетата Земја, кој што дури и не може би успел да се најде како многумина други надвор, сепак и дури и во него има потенцијал да доколку ние се сплотиме како нација, доколку го примениме искуството, да речеме, по овој Jewish Agency концепт што јас го говорам, тогаш ние може да направиме престрат дома. Значи да го изедриме внатрешниот потенцијал на нацијата, се што е ресурс даден од Бога, се што е благослов даден од Бога на сите нас, било каде во светот и така натаму, да се мобилизираме, да се освестиме дека само сплотени може да одиме надвор. Треба да престанат сите делби. Од една од најомразените работи на Господа е сеење раздор помеѓу браќа. Знам дека и во Австралија диаспората ни е поделена, дали ради разни црковни имутни прашања и така натаму, но ние треба да направиме еден пресек, да подвечеме на линија. Знаете, ние уште од Самуила можеби ни се влече проклетството. Дури во Америка постои извика брат на брата око вади. Знаете, тоа е од Василий Македонецот и од Самуил Македонецот. Тие беа двајца браќа, едниот водеше една империја византијска, да другиот ја водеше македонската империја, која што се нарекува во нашите учебници по историја Самуилово царство, но тоа беше Македонско царство во основа. Татко му беше Никола од Прилеп и ние сега со комисијата со Бугарија сакаме да
да ја дадеме таа историја, да го откинеме тој нараснал. Господине Ристовски, навлеговме во друга област, за тоа ќе поговориме покасно малку. Тука само сакам да кажам нешто. Навистина, толку многу убаво го објаснавте сето она и постулатите на кои што ќе се залага вашата партија, и од сето она што го слушнавме, можеме да речеме дека сте на прав пат. Во моментот кога зборувавте за финанси, можеме да речеме дека ако Македонија е една мала бара и во неја се стави многу пари, значи испадна дека во таа многу мала бара испадна многу голем број на крокодили. Од онас до сега што го зборувавте, можам да заклучам и да го заклучам одговорот и на последното прашање во ова прв сет на прашања, дали ќе сте поблиску до левицата или пак до десницата. Предпоставувам дека повеќе тежнеете да сте поблиску кон десницата. Дали сум во право со оваа констатација? Конзервативната, вредностна либертаријанска идеологија инклинира кон десно. Ние сме умерена блага десница, умерен благ десен центар. Значи, немаме популистички идеи, немаме радикални идеи. Знаете, левите партии и оние кои што ја промовират либералната идеологија, во суштина ја подразбираат слободата како безгранично ослободување на индивидуата. Тоа значи дека тие немаат скрупула и немаат граница каде треба да се стопрат, одат до крај, влегуваат во анархија, и најчесто либералите во светски рамки во идеологијата и во науката влегуваат во анархо-либерализам. Значи, тие екстреми нас не ни се потребни. Ние сакаме да го ослободиме духот на нацијата, да го ослободиме духот на секој индивидуа во Македонија и било каде во светот, и како такви да едноставно нормално со она изразено македонско национално чувство, без комплекси, нормално го градиме соживотот во Македонија со сите останати. Значи, ја споделуваме таа вредност која што ние имаме, но никој нам не може да ни забрани и никој не смее да помисли дека мнозинскиот македонски народ во Република Македонија е носител на државноста, дека е еден од субјектите кој што е доминантен и кој како таков го споделува јавниот простор, го споделува политичкиот суверенитет, секоја душа човечка која што е родена, нели, чекори и твори на ова парче, јас го нарекувам често света македонска земја. Значи, ние имаме еден изворен, умерен пристап, една блага умерена идеологија која што прави изворедно разграничување во оваа црно-бела ситуација во Македонија. Значи, инклинираме, еве кратко и концизно да ви одговорам, инклинираме кон умерената десница. Тоа не значи дека ќе бидеме поблиску до ВМРО ДПМНЕ, иако за волја на вистината секој македонец посакува да имаме сродна партија која има национално обележје, но која што ќе работи партнерски со нас на сплотување на нацијата, а не на постојани делби на, не знам, на словени, на антички, значи да внесува, да бризгува злоба во системот, во смисла помеѓу лекарите, сестрите, пациентите и така натаму, професорите, студентите. Значи, ние изминативе години кога ВМРО владееше, нивните очи постојано беа вперени во спалните соби на луѓето. Тоа е втората разлика која ќе направиме од ВМРО ДПМНЕ. Тие владееа во два изборни циклуси и во двата изборни циклуси има афера за подслушување. Втори отидоа дури многу далеку. Значи, тие дури ја снимаат спалната соба на луѓето, нели преку овие современи нели интернет и така натаму мрежи. Значи, тие беа оседнати едноставно со тоа како мисли и како треба да мисли секој човек во Македонија. Секој што мисли различно од нив треба да биде елиминиран и треба да биде тргнат настрана, затоа што знаете дека за секоја власт постои опасност од корупција. Лорд Ектон има кажано, па политичките науки го имаат добро абсолвирано, вели власта сама по себе корумпира, но апсолутната власт апсолутно корумпира. Значи, секоја тенденција кон автократство или тоталитарно владење во позадина има криминал за себе, односно желба, внатрешен порив за корупција, и од тука вие треба да елиминирате се што е слободно мислечко, се што е слободоумно, интелигенцијата треба да ставите во ќош, и со тоа се занимаваше ВМРО ДПМНЕ во изминатите 11 години додека беше на власт во вториот изборен циклус, и во тие 11 години тие се обидува интелигенцијата на Македонија, она што е секогаш предводникот во сите општества во светски рамки, дури предводници на сите револуции се тие. Значи, вие тоа го ставате во едно ќоше, го ставате во една рамка, потакани статистички уцени, дури покажување на отворена сила спрема тој модел, вие го ставате во опозиција да не може да дигне глава и да не може да стане предводник на општеството, со
сите тие методи на владење, вие и со таа методологија на владење, вие покажавте и докажавте дека зборувам како ВМРО ДПМН, дека не го сакате својот народ, дека вие го сакате само својот джеб. И тоа се виде, знаете, со прислушкуваните разговори се излегува во јавност што велите вие не крокодили, него страшна работа. Значи, тие алигатори ден денеска се предмет на многу истраги во специјалното јавно обвинителство, завоѓа на вистината и бројни, сега по нова терминологија загрижени или заштитени сведоци, што ги нарекувавме, загрозен сведок е сега, заштитени сведоци, тие говорат и кажуваат, значи и обвиненијата дека се ефектуира, дека на вистина претходната владина гарнитура беше длабоко брцнала во джебот на граѓаните и сериозно придонесе за остиномашување на македонското национално тkiво, на македонците и на сите граѓани во Македонија, што за мене, искрено да ви кажам, се граничи дури со економско велепредавство. Ајде ова да го ставиме. Сакам да ви кажам дека ќе имаме разлика и од едните и од другите, тоа не значи дека ќе бидеме поблиску до левата идеологија. Јас сум жестоко критичен последниве месеци и години и пол владењето на Социјалдемократскиот сојуз, на сите нивни владени политики и нормално, особено сум жестоко критичен на ова, нели, нивна, да не ја наречам визија за промена на името и за, нели, промена на уставот врзано со, нели, имплементација на Спогодбот во Република Грција. Јас сум жестоко критичен на тој процес и јас се надевам дека ние ќе успееме да се профилираме на македонската политичка сцена, независни и од едните и од другите. Господин Ристовски, до овој момент немаме никакви информации кој се ќе биде вклучен во лидерскиот тим. Дали ќе сакате да ни ги откриете барем делот, оние кои ќе бидат носители на некои од главните функции во партијата, поточно дали можете да ни го откриете лидерскиот тим на вашата партија? Че вака, лидерскиот тим ќе биде објавен некаде за половина час или час од денес, јас го најавив пред неколку дена. Требаше да биде објавен синоќа, но софтверски технички проблеми се во прашање. Значи ќе се појавиме со 50 на врвни интелектуалци кои што се морални столбови во своите средини и во македонското општество, кои што се во зрели години, зрела возраст, кои што успеале во своите животи дури во вакви услови во Македонија. Тоа се луѓе кои што не биле сериозно изложени, секако дека некои од нив имале политички активизам зад себе, имале исторени позиции во минатото и се познати на македонската јавност, но генерално имаме нови ликови кои што се, значи, строга интелигенција, кои што се нормално и луѓе кои што се познати во своите средини и нормално се авторитети во своите средини и кои што се обажија и се охрабрија да се појават со слика, со име, со презиме, со својот авторитет, нормално со својата биографија, со својата експертиза, со своите достигнувања и така натаму. Значи, тимот ни е организиран во еден политички дел по моделот 12+12. Јас го земам полскиот модел на лидерство и истите тие, значи, по моделот на лесефер ќе се чувствуваат во јавност со пон лидерски капацитет да придонесат секој со својата експертиза, нели, во своите области. Вториот појас на лидерството е така наречениот стратегиски совет на Интегра, каде што не нужно мора да се и членови на партијата или, не знам, избрани партиски функционери. И тука ни се предвидени 12 од диаспората успешни македонци и 12 од дома. Нормално тоа е бројка која што е почетна и сакаме тоа да стане масовно, да прерасне во едно движење. И за сега, за наши изненадување, имаме извонреден интерес од диаспората. Значи, наши професори од Америка, од Лондон, од Британија, од Канада, од Европа, значи, се надевам и од Австралија, се заинтересирани да се приклучат на стратегискиот совет на Интегра. Тие ќе бидат бекбон на политичкиот тим и ќе бидат едноставно совеста на партијата, каде што ќе можат, нели, со своја мудрост да придонесат на програмските цели, утре на политичките, нели, одлуки и нормално водењето на политиките. Овој стратегиски совет, ако утре освоиме власта, ќе прерасне во национален стратегиски совет, кој што ќе биде бекбон потпора на политиките на владата утре. Значи, сакаме да развиваме еден партнерски однос со се што е потенцијал на нацијата надвор и дома, за да бидеме заедно здружени и сплотени и да го изнедриме она што е најдобро, не само во мисловен контекст,
но и во човечки потенцијал од нацијата, дома и надвор, за да можеме заедно да влеземе во ова финална битка за, јас велам сега веќе за спас на македонското национално единство, затоа што тоа е ормисано од напред. Третиот појас е организацијски оддел по изборни единици, по општини и по регионална поставеност, каде што имаме оперативци кои што на терен ги организираме сега веднаш со промоцијата со Божја помош трибините, ќе одиме со трибини низ Македонија, ќе одиме со трибини низ диаспората, веќе имам покана за 2 февруари во Канада, ќе одиме, значи низ неколку градови ќе организираме трибини, за актуелната политичка ситуација како професор, но и ќе промовираме интегра Македонска конзервативна партија во Америка. Наши од Америка професори и една група, нормално мои пријатели, работиме за предви во конзервативните кругови во Вашингтон ДС, со Конгресот и Сенатот, имаме доста познати. Нормално сега имаме нова структура на Конгрес и Сенат со изборите во Америка. Имам јас пријатели во конзервативна партија во Британија, значи еден од директорите е мој личен пријател за меѓународна соработка. Јас пред неколку години бев и говорев во овој еден настан во британскиот парламент, каде беа многу пратеници, лордови и така натаму. Соработуваме со European Leadership Forum, со European Christian Political Foundation, значи соработуваме со Christian Politics, Conservative Christian Fellowship, соработуваме или во почетна фаза на иницијација за соработка со Wilbur Alliance, каде што води еден од директорите на Конзервативната партија на Британија. Значи имаме анимирано доста пријатели низ светот, од овој конзервативен свет, во светот на протестантското христијанство исто така. И ќе се обидеме, нормално предмет на наше интересирање партнерскиот однос со потенцијалот на нацијата кој што е надвор и дома. И се надеваме дека со оваа наша визија ќе успееме да дојдеме до еден нов концепт на организација на соработката помеѓу нацијата дома во Буковината и нацијата надвор, затоа што ние сме нераскинлив дел. Знаете, и нормално сакаме овој Jewish agency концепт, да извеземе дел од овој македонски потенцијал и надвор во соседството. Знаете, кога тие фондации по континенти, да речеме Северна Америка, Европа или Австралија и Нов Зеланд, тие фондации обезбедат свој приватен инвестициски фонд, ние сега имаме такви више фондови во Македонија, кои што може дури и под анонимност да ги вложат средствата внатре, тие се подписници, тие собственици на средствата, може да купуваат предпријатија дома и сами да ги управуваат. Знаете, ако може Кока-кола да има низ светот бројни предпријатија и ако има квалитетен менеджмент кој што менаџира да не недостасува или да не биде украдено ниту €1 или $1 било каде на планетава, тогаш зошто да не можеме и ние да се организираме, да некој ги менаџира тие приватни инвестициски фондови и самиот ги раководат, ги управува со тој менеджмент. Ако треба нека се увази и од надвор квалитетен професионален менеджмент, кој што ќе ги купи оние фирми во Македонија кои што се во течај, во пропагање, а имаат потенцијал да бидат рестартирани и ревитализирани како производство и како високотехнолошки производ. Вториот сегмент е она што е компаративна предност во Македонија, тоа е храната и биолоците. Значи, може да се инвестира во тој дел со висока финализација на храна. Јас само ќе ви кажам еден пример. Ние македонскиот мермер го известуваме надвор и ако сакате, јас ги гледам податоците од Царинска управа пред 3 години и во тие податоци за моје изненадување огромна тонажа на мермер, карпи од планини менаши, богати со мермер, квалитетен мермер се извезува во Грција, но кога ќе видите во вредност тоа е неколку милиони евра. Дори нема ни 10 милиони евра во таа математика. А за возврат, ние дури со 1/3 од тој извезен мермер, глазирани мермерни прошки од Грција увезуваме во вредност годишно 30 милиони евра. 1:10 само за 1/3 од извезената сировина од Македонија. Од тука може да претпоставите во изминативе години колкаво богатство е одлеано надвор од Македонија, затоа што ние извезуваме сировина. И вториот момент е Европа има недостаток до 2020 година 20% во сировина. Значи сировината ќе биде ресурс на 21 век и од тука Македонија е перцепирана како богата со природни наоѓалишта, како извор на сировинска база и затоа треба да имаме ниско ниво на образование и треба да имаме ниско ниво на финализација на производ, значи примерен производ сировина да изнесеме во Европа и да си останеме сиромашни со децении нанапред. Значи, ние мора да направиме престрог до економијата,
значи метаноја, вртување комплетно кон висока финализација на, нели, да додадеме вредност на бруто домашниот производ, тоа е единствен може начин во економијата да бризгаме, значи, веш капитал во државата, да го мултиплицираме капиталот дома, да станеме солвентни. Конкуренцијата во банкарскиот сектор е нужна, ние мора да го ослободиме финансискиот сектор во Македонија. Конкуренција во банкарскиот сектор мора да го ведеме за да се ослободи, нели, потенцијалот на капиталот во Македонија. И третиот сегмент е Македонија било од секогаш иновативна нација. Ние во период наназад се сеќавам бевме на 11-то место во свет по иновации. Ние и сега имаме бројни иновации кои што ни лежат така и кои што ни купуваат странски компании за, нели, ефтини пари лиценците и тие прават мултимилионски суми, нели, во профити, произведувајќи ги тие производи. Господине Ристовски, сакам да кажам дека во економски дел можеме да направиме пресврт и почнавме, нели, со прашањето околу тимовите. Јас би ве замолил да не споменувам имиња во овој период. Значи, тие имиња ќе ги оставиме за една половина час до 1 час од сега и вие ќе можете на веб страната integra.org.mk да го следите, или conservative.mk. Значи, следете веб страната, лендинг пејдж е во процес, и тие за една половина час до час софтверскиот инженерски тим работи веќе, имаме некои технички исправки и така натаму, и тоа ќе биде достапно, нели, на нет. Јас ќе го објавам на профил Камене на Facebook, ќе биде споделувано од сите останати, ќе ги видите сите имиња во тимот, ќе биде изненадување за многумина. Значи, потенцијалот што ќе го извади Интегра во дадениот момент, тоа е првиот бран на лидерскиот тим, е многу поголем од сите останати партии во Македонија што досега извадиле заедно и ВМРО, ДПМН и СДСМ. Значи, јас ово ви го говорам потполно свесно и потполно одговорно, знам што зборувам, знам кои се морални столови ги имаме во тимот и кои се одважи храбро да влезат во оваа битка, нели, за спасување на македонската нација и за препород на македонската економија. Конечно, ние да се чекориме во зоната на просперитет. Господин Ристовски, да се надеваме дека со напорна работа и верба во Бога ќе успеете во вашите замисли. Сега сакам малку да проговориме за политичката состојба во Македонија. Се надевам дека вашите ставови кои денес ќе ги изнесете на оваа тема од политиката нема да се сватат како потрага по политички поени, бидејќи вашата партија Интегра е се уште во процес на регистрација. Се надевам дека сите денешни изјави што ќе ги дадете за јавноста, и јавноста ќе ги свати како искрени и добронамерни, а упатени од позиција на еден интелектуалец, политички аналитичар, поточно од позиција на доктор по политички науки, а не од позиција на председател на политичка партија. За да дојдеме до последните случувања, сакам малку да се вратиме неколку чекори наназад, за да можеме да ги разбереме најновите случувања. Господин Ристовски, вие сигурно имате правено, но и продолжувате да правите разни анализи за политичката состојба во која се наоѓа Македонија. Реков ќе ве навратам назад, најпрво на пресконференцијата на господинот Никола Груевски во врска со уцената која ја направи господинот Заев врз него, а веднаш после онаа видеоснимка од кабинетот на тогашниот премиер Груевски која протече во јавноста. Ако се сеќавате, тогаш господинот Груевски меѓу другото рече дека јавноста ќе ги дознае сите информации, односно ќе ја дознае вистината преку отворени судски рочишта, кои рочишта ќе бидат наблюдувани од европски меѓународни суди. Но, наместо тоа, ние сме сите сведоци дека низ судските ходници се шета само господинот Бејли, а судството се претвори во театарски представи, каде во сите тие представи главните улоги ги толкуваат специјалното јавно обвинителство. Што мислите вие? Зошто тоа не се случи? Мислам, зашто немаше таков мониторинг и кој тоа не го дозволи еден таков мониторинг да ги следи судските процеси кои се водат во Македонија? Видете, специјалното јавно обвинителство ја започна својата кариера во Македонија со изворедна подршка од јавноста од преку 2/3, значи повеќе од 70% имаше подршка на јавното мнение во Македонија. Очекувањата и надежите на нацијата беа свртени кон праведно и правишно разрешување на кризата, која што беше сериозно тешка, нели, во тие години во Република Македонија и тоа што за волја на вистината се уште трае. Но како поминува месеците и годиниве, специјалното јавно обвинителство почна да ја рони, почна да му се троши довербата во јавноста, затоа што премногу се доближи до политиките на социјалдемократскиот сојуз и до владата.
дали од лукративни интереси или не сакам да шпекулирам, но веројатно дека тоа било и претходен договор, можеби договор кој што се направил во ОС и така натаму. Но тоа покажува каков е моделот на владење на Социјалдемократскиот сојуз и владата и колку тие навистина се искрено залагаат за вистинска подела на власта на законодавна, судска и извршна, за она балансирање помеѓу властите, помеѓу владата и судството и така натаму. Професорски кажано, знаете, правдата и истината одат заедно и тие се највисоките вредности на секое демократско општество. Ако вие червичето на правдата го извлечете од нозете на вистината, тогаш вистината ќе купува од карти и ќе се сруши. Значи, каде што немате правда, таму немате ни вистина. Таму вие сте изфрлили Бога од вашите односи во општеството и од вашите животи. Затоа што правдата и вистината секогаш ходат заедно со Господот и тие негова Господова вредност. И ние тоа треба да ни биде водилка во животот и како индивидуи, но и како општество, како влади, како политики, како нации, како држави. Значи, специјалното јавно обвинителство ја испушти шансата од раката и се обидува да се повратат во последните месеци, но генерално, знаете, нема втора шанса за првиот печаток. Првиот печаток е многу тешко вие сега да го повратите доверието на јавноста во тој обем во кој што сте го имале вие на самиот почеток како специјално јавно обвинителство. Јас често пати ја критикувам владата на Заев, не може да едноставно со своите постапки тврди дека така навистина владење на правото и подела на власта на законодавна, судска и извршна, а вие имате, да речеме, притвореници кои што со месеци наназад понесуваат барање за да им се преиначи одлуката за притвор да биде заменета со куќен притвор или за ослободување и така натаму под одредени мерки на присмотра. И тие со месеци поднесуваат такви барања и од еднаш дента кога ви треба гласање за погодбата со Грција и амандманските измени, тогаш вие ги ослободувате како волшебникот од со волшебно стапче. Значи, тоа јасно покажува дека вие флагрантно го диригирате судството во оваа фаза, дали по пат на уцена и криените информации од прислушкуваните разговори за некои од судиите, веројатно, кои што нормално под уцена може да биде ставени под контрола, може да бидат и од лукративни причини ставени под контрола, со призгани големи финансиски средства, мито и корупција на зборот. Значи, тој модел се урмиста. Во моментот ние немаме владење на правото, Брисел не критикува, заради тоа реагираше и Франција и не добивме датум за отпочнување преговори со Европската унија. Ние исто така не добивме дури ни одлука на Европскиот совет за отпочнување на скрининг, иако владата вели дека го почнала сега така наречен објаснувачки скрининг, што не постои во терминологијата на Европската унија или приближувањето кон Европската унија или оние процеси на членство во Европската унија, таква терминологија ние немаме. Во суштина ова е една фина генерална проба за да видиме ние како ќе се случи во оној момент кога ќе добиеме датум на преговори и одлука на Европскиот совет за отпочнување на процесот на скрининг во Република Македонија, на скрининг на законодавството колку е тоа хармонизирано со европското законодавство. Значи, на другава страна, внимавајте, и ВМРО ДПМН сегашното раководство не остава впечаток дека размислува поинаку и дека ја сватило лекцијата од периодот претходен, кога ја изгуби власта на еден, непримерен начин. Значи, тие не ја научија лекцијата и во нивниот мајндсет, во нивното размислување, те уште претходното раководство е безгрешно, тие немале криминални досија, тие не ја краделе оваа држава, тие не изнесувале 500 милиони долари годишно, тие не правеле непријателско преземање на фирми и така натаму, за кој што е отворен патен нов процес на специјалното јавно обвинителство, каде што имате загрозени сведоци кои што биле собственици на фирмите кои што биле преземани и тие точно го снимиле и така натаму и документација и те укажува дека навистина имаме криминално непријателско преземање на многу фирми од позиција на власт, моќ, како директор на ДБК, како премиер, како министри и така натаму. Значи, вие се вршили упад во системот во времето на владењето на режимот, со вашата методологија вие сте го системот во состојба на дисторзија, сте го раздорили однапред, а сегашното раководство нема сили да признае и јас го гледам лидерот на ВМРО ДПМН Мицковски дека се бори меѓу својата совест и теледиригираност од претходното раководство, веројатно и тој е уценет, можеби
не знам, други луксозни причини, не сакам да шпекулирам, да едноставно не направат јасна дистанца на јавна сцена. Знаете, помирување со нацијата може да направите како што се прави помирување со Бога. Значи, вие мора да направите покаяние на јавна сцена. ВМРО ДПМН во изминатите 11 години правеше злодела во Македонија. Тоа треба да видиме сите свесни и да се соочиме со таа вистина, да се погледнеме себе си во огледало и да кажеме дека ние на вистина нанесоме зло. Околу 4000 луѓе беа држани во притвор повеќе од 2 до 3 години. Можете да замислите колку семејства беа обештетени во Македонија. Никогаш нема судска завршница во нивниот период. Нивните суди никогаш не донесоа пресуда. Тие беа држани во притвор. Зошто? Затоа што немало пресуда, веројатно затоа што немало доволно судски докази. Оттога вие сте им нанели сериозна неправда на тие луѓе. Оттога вистината не е на ваша страна. Значи, јас зборувам сега професорски. Не зборувам од политички аспект дека тоа мене ќе ми користи за поени за интегра или не. Значи, ситуацијата е објективно така и ако вие направите една владичка анализа на политичката карта во Македонија, на политичката состојба во Македонија во целниот момент, ќе видите дека ова се сирови факти против кои што немате контрааргументи. Јас неколку пати апелирав и дава простор и подава рака на јавна сцена да Мисковски и ВМРО ДПМН се покајат пред нацијата за сето зло што е брискано во системот во изминатите 11 години, дека тие треба да го вратат доверието во јавноста. Знаете, според Фукујама, во науката, во политичката наука, во политичката емпирија, тој има дел од прав доверба, таа е на ниво на економски фактор, таа е дури на ниво на политички фактор, таа едноставно влие сериозно на тектонски поместувања прави и во економскиот дел, во економијата и во политичкиот дел во општеството. Значи, довербата е многу важна. Ако немаат граѓаните доверба во владата, доверба во институциите, ако бизнисите немаат доверба во институциите, тогаш немате економски циклус, немате замаец, немате ништо. За да ја врати ВМРО ДПМН довербата во јавноста, мора да презентира покаяние на јавна сцена. Мора да си ја признаат и прифатат грешката и да смогнат сили да направат натрешна промена во политиките на партијата, во водењето на партијата. Затоа мора да се одлепат нели од таа аура на теледиригираност со претходното раководство, да едноставно покажат и докажат поделата во јавност дека тие од овој момент ќе водат авторство на самостојна политика како ново раководство. Но еве повторно емпиријата ќе внесеме во дискурсот сега во разговорот. Знаете, во политичката емпирија каде што имале тоталитарно владење автократски лидери на партиите и автократски премиери кои што нели владееле во еден период од 10 години, секаде во политичката емпирија кадровскиот потенцијал наредните 10 години, можеби и 15 години, кадровскиот потенцијал е спржен. Значи, најдоброто од ВМРО ДПМН или се што инклинирало према ВМРО ДПМН е спржено, тргнато. Значи, тие не владееја со квалитетни луѓе околу себе, се што беше слободноумно, своемислечко и така натаму беше туркано, се што беше потенцијал беше отстранувано од себе си, постранувано настрана, дури беа уценувани, туркани, спржувани за да не направат пореметување во зоната на владење. И на таква ситуација многу е тешко една политичка партија да се поврати со квалитетен кадровски потенцијал. Во емпиријата говори минимум 10 години ќе биде потребно да се роди нова мисла, нова политичка култура, нова идеологија, нов вредностен модел во владењето на партијата, ако сака да се врати на власт. Дури емпиријата говори дека во вакви ситуации при тоталитарни или автократски владења во период подолг од една деценија, од една година, дури во четвртиот изборен циклус, во 2 случаи само се случило да се врати лидер на автократска партија, нов лидер на автократска партија која направила покаяние и промена на јавна сцена. Значи, емпиријата и теоријата кажува дека многу тешко ќе биде ВМРО да се опорави во Македонија и тоа го злоупотребува сега Социјалдемократскиот сојуз. Таа позиција знае дека таму нема кадровски потенцијал, ги знае слабостите, пошто тие се блиски со претходното раководство, сегашното и претходното, ги знае нивните слабости во изминатите 11 години од прислушкуваните разговори, те уште ги имаат снимките, те уште знаат кои какви слабости има и те уште се служат со усени и притисници закани, дури кај сегашно раководство, нели, од позиција на моќ сега тие владеат, имаат снимките и нормално ги употребуваат сите механизми. Тоа покажува дека ние не се ништо различни во своето владење од претходниот режим, значи од претходното владење. Политичката ситуација во Македонија во моментот е тешка. Немаме потенцијал кој што на површина може да направи некоја промена и да влее надеж кај нацијата. Од тука бранот
иселување и понатаму ќе продолжува, ќе трае. Никој не нуди економска перспектива. Владата на Социјалдемократскиот сојуз во дадениот момент не нуди економска перспектива. Освен што неколкократно ги покачи даноците, речеме дизелот беше 39, кога дојдоа на власт, сега е за 67,5. Значи имаме скоро двојно покачување. Знаете дека само акцизата е голема ставка. Знаете дека тоа се огромни средства призгани во буџетот. Знаете дека од предвидените 400 милиони евра за капитални инвестиции в буџетот за тековната 2018 година не успеа да искористат ниту половината. Значи повеќе од 100 милиони од тие капитални инвестиции трансферираа за да покријат долгови во општините, оттука ќе имаме нормално пад во економската активност во Македонија. Веќе завршува градежната сезона. На измаксиме на буџетската година не се потрошени дури ни половина од буџетските средства во Македонија предвидени за капитални инвестиции. Тоа кажува дека имаме слаба во економски резултати економска година. Тоа значи дека стандардот ќе биде се уште надолу во Македонија, дека малите и средни предпријатија се уште ќе немаат нели храброст да се одлажат да почнат со нови инвестиции. Дури нема ни свеж капитал од банките затоа што владата секој месец се задолжува нели на пазарот на државни обврзници и хартии од вредност се задолжува со некаде 30 до 50 милиони евра месечно и тоа го испумпува капиталот кој што е потенцијал за малите и средни фирми да едноставно направат некоја нова инвестиција. Банките сега легува во зона на комфорт и лагодно влегуваме во економијата. Да се задржиме на политиката малку. Добивањето на азил на поранешниот премиер Груевски од страна на Унгарија, членка на Европската Унија, предизвика вистинско цунами за владата на господинот Зоран Заев, но пред се и на целата Европска Унија. Дали со ваквиот чекор господинот Груевски преку Унгарија и уди една голема шлаканица на Европската Унија, но и на владата на Заев за досегашното молчење, односно немање на слух за политичките монтирани процеси? Внимавајте, овој чин на пребегувањето на поранешен премиер било која држава ќе се смета за срам за нацијата и за државата. Не е добро сега тоа да се прикажува како победа во почеток на некоја нова битка и така натаму. Знаете, сите изјави на поранешниот премиер говореа дека тој е подготвен да ја одлежи казната, значи подготвен е да се соочи со правдата, подготвен е докрај да се бори во нели судскиот правен систем кој што тој го градеше 11 години наназад. Судите се уште не се сменети, тоа се нивните кадровски решенија во судството. Значи, беше спремен да тоа го направи, но оној момент кога веќе имате нели одлука со која треба да се јавите во затворот во шутка, тоа значи да почнете да одлежувате казна, во тој момент на еден срамен начин, тоа е мојата проценка, на еден срамен начин ја напушта Македонија, но јас велам филигрански прецизно одиграно во согласно и содейство со владата на Социјалдемократскиот сојуз. За водење на вистината? Се извинувам, само една реченица. Значи, подолго време ова го говорам наназад, дека овие 8 пратеници, кои што филигрански прецизно дојдоа до бројка до 110 за да отпочнат уставните промени во Македонија, дека е филигранска режија на Социјалдемократскиот сојуз и на ВМРО-ДПМН, а во позадина мора да има или нели законот за амнестија, или ослободување од сите обвиненија на специјалната јавна организација, што беше преголем залог за Заев и за владата на Социјалдемократскиот сојуз, што во дадена ситуација пребегувањето на поранешен премиер од Македонија, согласно обвинувањето со материјални докази од страна на српскиот претседател Вучич во една од емисиите на националната телевизија Кепи ТВ таму, каде што тој вели во точно толку и толку часот ја напуштил Македонија на легален главничен премиер со легална лична карта. Во истиот момент МВР знаело дека тој ја напуштил Македонија и 3 дена не дава потерница во Србија за да може српските власти да интервенираат и да ги порачаат Груевски. Нормално Интерпол потерница. Значи, тогаш претседателот Вучич обвини пред некој ден дека прстот не треба да го впериме во Србија, во Црна Гора, во Албанија, во Унгарија, кој што биде соучесници во целиот тој процес, туку треба да го впериме во владата на Заев, затоа што по нивно знаење 3 дена, саман 3 дена е потребно да излезе во Унгарија, не беше доставена потерница по Интерпол во Србија за да може да реагира српските власти. Тоа мене ми укажува дека станува збор за учество на владата на Заев во пребегувањето на Груевски. Јас не би му давал политичка тежина на тоа што го говори Груевски. Груевски, ако бил позакана по живот, има начин, требало да пријави во
МВР требало да каже од каде му доаѓа заканата, нормално треба да влезе во процедурите во државата и нормално има начин како тоа да се изведе во сопствената држава и нормално јас очекувам дека како секој стамениц човек кој што вели дека си го така ВМРО ДПМН и си е така државата, требаше да постапи како што постапи Ченто 45 година, кога Кулишевски и комунистичката елита тогаш го апсија на неправеден начин и тој знаменито застана пред нацијата и рече нема да се пазарам, едноставно ќе влезам и ќе си ја одлежам казната достоинствено и знаете, затоа е Ченто легенда кај македонската нација. И јас очекував еден таков стамениц во историски контекст став, но не го добив за жал и мене ми се чини дека со тоа пребегување е нанесен сериозен срам врз Македонија, врз нацијата. Знаете, своите супартисти, кои што вие сте ги неле во некој, не знам, криминални и коруптивни дејанија во 11 години, дури во разговорите видовме дека и под принуда менувале нелегално закони и така натаму и правеле работите што не се согласно законите, ги оставате на линијата на фронтот. Вие добро знаете што значи left behind. Значи ги оставате на линија на фронтот и во пакето да сите во притвор и ги имаат нормално тешки затворски обвиненија, а вие пребегувате надвор. Тоа е се, но е најмалку вредност и е најмалку доблест и е најмалку интегритет во однос на се она што вие сте го говореле претходно. Но за изненадување е ставот на Мицковски и на ВМРО ДПМН кој што го осудија таквиот чин на пребегување. Што е еден позитивен знак на надеж дека можеби ова раководство ќе добие еден вид на ослободување во политичките процеси и делување на македонската политичка сцена. Со волја на вистината, господинот Груевски рече дека е спремен да оди затвор доколку владата на Заев се откаже од продажбата на сето она што се вика македонски корени, промена македонското име и бидејќи тоа не се случи, тој се одлучил на тој чекор. Не сакам да го оправдувам или пак да губиме повеќе време околу неговото бедство. Кога сте веќе кај ова амнестија и бегството на Груевски добивање азил од страна на Унгарија, дали сега, после ова, Македонија ќе се соочи со уште еден потенцијален кочничар за влез во Европската Унија и НАТО и покрај тоа што ќе ни го променат нашето историско име и покрај тоа што господинот Заев ја продаде сета наша историја, со еден збор го продаде сето она по кое што се препознававме како народ, кој народ и држава се споменуваат во Библијата преку 30 на пати. Кога велиме ќе ни го сменат името, знаете, името ќе си го смениме самите ако дојде до тоа. Значи, македонци се на власт, социјалдемократскиот сојуз се на власт, Зоран Заев на власт. Мислев на социјалдемократскиот сојуз и Зоран Заев, не мислев на странците. Да, така. Значи, социјалдемократскиот сојуз и ВМРО ДПМН беа соучесници во процес. Сам социјалдемократскиот сојуз немаше двотретно мнозинство за да отпочне постапката за промена на уставот во Македонија и со уставните амандмани да имаме интервенција. Значи, ако некој ни го смени името, тоа ќе бидеме самите ние и тоа ќе биде во историски контекст срам кој што самите себите сме си го нанеле како Македонија. Никој нас не принуди да влеземе во авантурата за уставни промени. Дури тоа не беше барање и на Грција според признанието на еден од луѓето од имот на Зоран Заев, Тео Пендаровски, јасно рече дека тоа не беше инсистирање и притиск од страна на грчката политика, иако за волја на вистината тие јавно секогаш велеа дека мора да има уставни промени и така натаму, но во преговорите тие никогаш на маса не поставиле притисок, принуда или уцена да тоа мора да се направи. Дели ние авансиравме на основа на нивните јавно дадени изјави како политички врв Грција. И авансирале добра волја и понудиле да се промени без за тоа да го обезбедат македонскиот национален идентитет во неговиот корпус на државност. Кој знаете, тие јавно говорат дека македонскиот национален идентитет е сочуван и со уставните измени е сочуван, но дали е сочувана државност? Знаете дека сега под удар е членот 36 каде што стои дека државата Република Македонија е производ и резултат на вековната борба на македонскиот народ за национална слобода и своја државност. Значи, но е ставено нормално тоа во друг контекст, е ставено, но како кованица, како терминологија постои во член 36 и кога ги прати Заев амандманите, што за мене е проблематичен чин и може да се подведе под кривичниот законник, дека авторитетот на државата
се го подвеле во понижувачка ситуација во однос на соседните земји, во однос на други држави, вие предлогот за амандманска интервенција во Уставот го доставувате кај премиер на соседна држава на одобрување дали бил во согласност со погодбата, и тоа е јавно дадена изјава на премиерот Заев, што за мене е проблематичен чин и правната тела треба да размисли дали може да влезе и да се подведе под кривично-правна анализа или некако чин. Ти знаете, и сега нормално вие од таму ви враќаат, извадете го македонски народ од преамбулата, затоа што тоа не е во спогодбата, и нормално извадете го член 36 делот каде што говорите дека тоа е вековна борба на македонскиот народ за национална слобода и државност. Значи, и сега тие два момента и те проблематични кај грчката страна и тие не се сложуваат, па сега размислуваат за некакви дополнителни анекси, нон-пейпери, дополнителни не знам како и така натаму договори со кои ние наводно ќе сме појаснувале дека ова не се однесува за македонски народ, дека македонски народ и нација не постојат, дека македонскиот јазик е само еден од групата на словенските јазици, дека не е дел на она што се нарекува македонска нација и така натаму, значи не е дел идентитетска компонента. Значи таму се уште имаме отворени прашања и се чини дека се уште ситуацијата е стани падни во тој дел. Владата има преземено обврски кои што не може самата да ги поднесе со своите нејаки преки и со бројот на парламентарното мнозинство. Се уште има колебања кај и овие 8 темине што нормално го направија пред Австрија и гласа и така натаму. Сега се употребувам остра риторика затоа што тоа е класично предавство на нацијата. На референдум нацијата го покажа патот. Значи ако немате цензус согласно закон и тоа сериозно длабок цензус испод потребниот, значи вие гласа знаете 666.000 и нешто излегува на гласање, 666 е бројката на ѓаволот. И нацијата јасно кажа дека едноставно не се за уставни промени на ваков начин и не се за ваков модел на спогодба со Грција, каде што ние даваме се, а некој друг ништо не дава. Господине Ристовски, ние да добиваме нешто кое што прашање дали ќе го добиеме за начин кој што очекуваме дека треба да го добиеме. Дали можам да ве замолам за нешто? Имајќи во предвид дека времето не гази, дали можете сега, ќе ве ставам директно вака во небрано можеби, дали можете да ни ветите дека во наредната сабота, во исто време, да го продолжиме разговорот, ако ни ветите, имам само уште едно прашање кое што сакам накратко да одговорите ако може? Апсолутно нема никаков проблем. Навистина имаме уште многу работа. Агендата за наредната сабота ќе биде како што треба, но еве ќе се обидам да ја ускладам со вашите потреби. Еве, ветувам дека ќе се слушнеме и наредната сабота. Почитувани слушатели, го слушнам ветувањето на господинот Ристовски. Мита, господин Ристовски, пред крајот, што е можно пократко, одговори на следново прашање. Имајќи во предвид повелбата за фундаментални права, но и Женевската конвенција за бегалци, каде што се наведува дека се забранува екстрадирање на бегалецот во држава во која постои опасност за него од тортура, нехумана или деградирачка постапка. Какви се вашите очекувања околу барањето на владата на господинот Заев Круевски да биде екстрадиран во Македонија, што е можно пократко, па ќе го дообразложиме наредната сабота? Видите, јас, знаете, да живеете овде месециве наназад и да ги следите изворно ситуациите, односите, проблемите и изјавите на луѓе кои што се во сите процеси од владата и нормално овие што се предмет на специјално за јавно обвинителство, ќе видите дека ниту има тортура, ниту има опасност по живот, ниту има ништо што е од тој степен кој што нели го говори конвенцијата. Но ако се тоа докаже со материјални докази, ќе биде флоскула ако не се докаже со материјални докази. Ако се докаже, тогаш ќе речеме дека е легитимно правото. Но ако не се докаже, ако немате материјален доказ, тоа што го тврдите да е вистина, да покажете на нацијата, нели на пресконференција од Будимпешта или од било каде во светот, нормално со материјални докази дека на вистина тоа се случувало, тогаш тоа е за осуда. Не смее да дозволи ни за една влада која и да е против било кого, колку год да е криминоген во својата суштина и во своите дела, не смее да дозволи едно такво однесување кон било кого, па нека и други. Значи, едноставно јас сум против притисоци, закани, уцени кон било кого. Знаете, секој има право, секој е човечко суштество, секој го важи Божиот модел на нова шанса, на нови почетоци и така натаму. И јас очекувам дека
владата на Социјалдемократски сојуз ќе се клони од такви работи со материјални докази во јавност ќе каже дека процедурата била законска, дека немало притисоци од никого, дека немало закани уцени, дека немало пазарање за уставните амандмани, дека ова не е нивна режија и со такви аргументи треба да не снабдат и заед, но треба да не снабди за волја на вистината и Груевски. Да. Јас не можам да обвинам авансно било што, но сакам да видам материјални докази. Ако во медицината имате медицина базирана на докази, тогаш и во политиката веќе ќе мора да се научиме да водиме политика базирана на материјални докази. Да ние бидеме тврсто уверени и убедени дека тоа што го говори Заев е вистината и тоа што го говори Груевски е вистината. Тогаш нацијата ќе се одлучи кому ќе му верува или не. Господин Ристовски, навистина ви благодариме и уште една голема благодарност имаме и слушатели кои што поставија прашања, меѓутоа ќе го ставиме за наредната наша средба која што веќе ја закажавме за први, која што е сега ова сабота кој што доаѓа во 8 часот и 20 минути по македонско време. Голема благодарност од името на сите наши слушатели, ги има од секаде, ги има дури се ува и од Македонија, овде во студио преку СМС пораки. Имаме доста прашања, меѓутоа времето не згази до крајот на емисијата, имаме уште 20 на минути. Навистина сте добар соговорник и поздрав за диаспората. Нормално треба да се обсервираат критички работите, стварноста, македонската обществена стварност во Македонија не е вистината само кај еден или кај една страна. Мора да правиме обсервација на вистината од сите агли, мора да се соочуваме со фактите и не смееме ние да замежуваме пред фактите. Значи, ќе мора ние како нација да изнедриме нов политички дискурс, нов начин на размислување, развидување на работите, да се соочуваме со стварност, со реалност и нормално да сме подготвени да се менуваме и ние дома и надвор, нели каде и да сме. Свето поздрав до вашите гледачи. Ви благодарам. И јас велам нека пати, нека Господ Бог продолжи да ме благословува повеќе од било кога досега во вашите животи. Така нека биде од ваша уста во Божји уши. Пријатно и до слушање. Пријатно до слушање. Ето, почитувани слушатели, тоа беше нашиот соговорник за ова вечер, нашиот и ваш гостин. Тоа е професорот доктор Љупчо Ристовски, универзитетски професор и лидер на новата партија, наречена Интегра, Македонска конзервативна партија, која деновиве треба и официјално да биде регистрирана и како што ви вети, дека наредната сабота повторно со него за да ги доразјасниме сите оние работи кои што не мачат нас сите македонци без разлика каде и да сме и ни се чини дека ќе добиеме соодветни одговори на сите поставени прашања наши од студиото, но и ваши од слушателите. Токму така ни причинуваше задоволство учеството во емисијава на професорот доктор Љупчо Ристовски. Му посакуваме многу успех во намерите за пресврат на економијата во Македонија и реч што нуди оваа нова политичка партија за сочувување на Македонија. Успех на овој тим на политичката партија Интегра со тие засега 50 врвни интелектуалци и секако повик од нив и понуди за други членови со своја мудрост да придонесат национален стратегиски тим. И подсакуваме многу успех, пред се здравје и се можниот Бог да ги упатува само кон намерите за доброто на Македонија и македонскиот христијански народ. Професорот Ристовски е човек кој секогаш со патриотска визија, мудро и одговорно се протиставува на сценариото што се спроведува во Македонија. Човекот кој во многу наврати, па и вечерва, го потврди кажаното за заканите од меѓународниот фактор и вршењето притисок од Европската Унија, која е создадена да делува демократски, да го почитува правото на самоопределување на народите, но го покажува спротивното. Тело на избор, земји кој со години ја изолира и уценува Македонија и македонскиот народ со само некакви барања на исполнување на реформи, да не се избриши историјата, да не се избриши името на државата, да не ја извртоперат културата и се што е македонско, па да причекаме членство во Европската Унија и НАТО. Значи треба да се самоуништиме како народ и неговото постоење доколку не се спроведе спогодбата и договорот од Мала Преспа, доколку не се дозволат албанските барања да видат рамо до рамо со македонците и македонските главни темели во државата.
јазик, знаме, грб, историја, држава, култура и се што е македонско да го делат во иста мера како македонците и ред други барања што не престануваат од страна на тој чуден народ што сака Македонија да ја турне во неповрат со припојување кон Албанија и со тоа да успее во намерите да создаде голема Албанија. И присуството на албанскиот председател го потврди сето тоа Илир Мета во четвртокот по повод 110 годишнината на албанскиот јазик и азбуката, кој присуствуваше во Скопје и секако заедно со првите луѓе на Дуј положи цвеќе пред споменикот на Скендербег и при посетата на старата Скопска чаршија заедно со председателот на Дуј Али Ахмети, вице-премиерот Бујар Османи и со сила избраниот собраниски спикер Талат Џафери се фотографира правејќи двоглавен орел. Како што вели и професорот доктор Ристовски, Македонија мора да ги издржи овие бури, бидејќи на никој начин не смее да се прифати бришењето на македонскиот народ и ставот на професорот, како и на многу други професори, аналитичари, интелектуалци и сите оние кои ја увидоа намерата и го разбра сценариото. Во вечерашниот разговор негативно се одразуваше разговорот околу барање азил на Груевски, а знаеме дека за кое сценарио говореше и предупредуваше поранешниот премиер Никола Груевски пред се ова што и се случува на Македонија. Ви благодариме што сте со нас, почитувани, ги остануваат 15 на минути, ви посекуваме убаво расположение со македонски корени. Веруваме дека стрпеливо не слушате, останете со нас, останете со македонски корени, се до 20 часот овде на 88.1 FM.
Ja